На 2000 матуранти од Истокот денеска го полагаат вториот екстерен испит. Тој е изборен и тие можеа да се определат за еден од 7 понудени предмети, меѓу кои странски јазик и математика. Во нашето училиште беа пријавени вкупно 182 ученика, од кои 181 ученик полагаше по предметот англиски јазик, а еден ученик полагаше по предметот математика. Материјалот беше дистрибуиран во училиштето на време, немаше некои посебни забелешки од страна на тестаторите, на учениците и од страна на овластениот општински инспектор. 145 ученика од СОУ Колектен и Штип денеска го полагаа вториот дел од државната матура. 125 ученика полагаа англиски јазик и 20 ученика полагаа математика. Самиот процес на државна матура започна во предвидениот рок и исто така заврши во предвидениот рок, без никакви проблеми и дополнителни ситуации. Матурантите по полагањето на испитот со оптимистички тонови. Тестирањето се одвиваше во најдобар можен ред, прашањата беа лесни и се надеваме на добри постигнати резултати кога ќе излезат. Денеска помина се во ред, тестирањето помина како што треба во најдобар ред. Дали беа тешки прашањата? Па малку, не толку многу. Да, што очекувате? Па дека ќе добри резултати дека ќе добиеме. За полагање на државната матура во јунскиот испитен рок годинава беа пријавени 15.620 матуранти. Од нив 6.750 се од гимназиско образование, 8.598 од средно стручно и 272 од средно уметничко образование. Резултатите од тестовите за двата екстерни испита ќе бидат објавени најдоцна еден месец по полагањето на вториот екстерен испит, односно до 10 јули. Матурантите што во јуни нема да ја положат матурата или не во целост, ќе имаат втора можност во августоската испитна сесија. Полагањата ќе бидат на 9 и 11 август.